Најголемиот македонски производител на струја, РЕК Битола, од вчера од 15 часот и 30 минути е во целосен колапс. Сите три блока се надвор од мрежата и комбинатот веќе со часови воопшто не произведува струја. Од компанијата уверуваат дека паралелно се работело на оспособувањето на 2 од трите блока и дека најрано до доцна попладнево или вечерва барем еден од блоковите ќе бидел ставен во функција. Операциите за ставање во употреба на блок 1 се во тек и по нивното завршување постројката ќе биде на мрежа и ќе испорачува електрична енергија во електроенергетскиот систем. И во наредните денови, согласно планот за производство на АД СМ, РЕК Битола ќе продолжи да работи со еден блок, блок 1, а останатите 2 блока ќе бидат на располагање, информираат од РЕК Битола. И од АДСМ ни ја потврдија информацијата дека во текот на вчерашниот ден, поради дефект, испаднал блокот 2 и дека во моментов се работело на отстранување на причините за испадот, а во тек биле и операциите за пуштање во погон на еден од блоковите кои биле резерва во работата на блок 2. Комбинатот во овој период, согласно намалената побарувачка на електрична енергија од потрошувачите и планот за производство на АДСМ, работеше со еден блок заради неопходноста од испуст на дел од акумулациите на хидроцентралите. Потребата за електрична енергија во македонскиот електроенергетски систем се задоволува од сопствените производствени капацитети, уверуваат од АДСМ. Познавачите на приликите пак велат дека кусокот на струја заради крахот на РЕК најверојатно ќе се надополнува со увезена скапа струја, што секако би можело да има негативни финансиски последици. Инаку, како што веќе информиравме, РЕК Битола е надвор од енергетската мрежа после вчерашното силно невреме во Новачкиот регион, кога првично испаднал вентилаторот на димни гасови за блокот 2, што предизвикало пукање на цевката за дотурна вода во блокот, пошто тој автоматски целосно испаднал од системот. А според известни други информации до кои дојдовме, пред целосно да испадне блокот 2 од системот, наводно имало и серија експлозии проследени со парна завеса и пожар, како последица на испадот на електростатскиот филтер на блокот 2, бидејќи не бил исчистен 7 години. Ваков целосен колапс на РЕК Битола имаше и во средината на март, кога исто така надвор од функција беа сите три блока и беа потребни цели 2 дена за да биде оспособен барем едниот од нив.